Колега Крастев, по вчерашната средба на Бучковски и Захариева во Софија, некако станува повеќе од кристално јасно дека за сега Бугарија, односно Захариева, не ги мрднува позициите. Како вели таа? Бугарија нема да попушти, нема да подлегне на притисокот од било која земја во Европската Унија, ниту од Америка, додавајќи дека Европската Унија не е Југославија. Не функционира како Југославија. Што сака таа со ова да каже, со Југославија особено? Тя сака да каже дека на Европскиот сојуз не е среден на тој принцип како е работила на времето Социјалистичка федеративна република Југославија. И тоа е ставот на уопште на бугарските политичари сега моментално во Софија. И тие сакат да кажат дека не може на начин по кој се работил и во Советскиот савез и во Југославија да се работи и во Европската Унија. Ама има една малка, ама многу битна ствар, дека во Европската Унија има интереси. А тие интереси покажуваат дека треба да работим заедно, дека треба да имаме и заедничка надворешна политика, заеднички надворешни интереси и треба Европската Унија да се шири и не треба да се успоставуваат некакви проблеми меѓу Брисел и Западен Балкан конкретно, кога збориме за Република Северна Македонија и Западниот Балкан. Николај Бучковски како специјален представник, пратеник, е прилично оптимист дека мај и јуни би можело да има некакви добри, позитивни тонови од страна на Бугарија. Тој смета и на изборите, се разбира, на завршување на изборите. Имате ли вие такви инсайдерски некакви информации? Тој като специјален представник на македонската влада треба да е оптимист, защото неговата мисија е таква дека треба да има пробив, треба да постигне нешто позитивно во својата мисија. Ама јас като гледам како се стварите во Бугарија одвиват, не сум баш сигурен дека после изборите на 5 април дека ќе биде нешто посебно, нешто различно. Зависи кој ќе биде владујачата констелација, како ќе бидат ситуацијата после изборите, дали ќе успее Бугарија да направи нова влада, како ќе да изгледа таа влада. Тоа се ствари кои не се баш тако лако од сега да предвидите. Не се знае колку партии ќе влезат во бугарското собрание за еден месец. Дали ќе бидат 5 или 6, защото тоа е многу битно, кој ќе влезе. Дали Слави Трифунов ќе соработува со актуалната власт во Бугарија или тој ќе иде да ги оптеретува тие односи, като каже дека нема да работи со статуквото во Бугарија. И дали нема да имаме избори и на есен, заедно со председателските избори во Бугарија. Така да он треба да биде оптимист и тоа е нормално, ама јас като човек кој пратим тука бугарските прилики и ситуацијата во Бугарија, сметам дека тоа нема да е баш толкова едноставно и толкова лесно да се направи влада во Бугарија. И сите бугарски аналитичари и социолози и политиколози велат дека тоа не е баш така лесно во таа ситуација. Да, вчера Захариева, да ја цитирам уште еднаш, вели дека е за европска интеграција на Македонија. Колега Крастев, како е можно да се биде дел од Европската Унија, но да се европските вредности да се анулираат во случајов со негирање на идентитет, нација, култура, јазик? Тоа е добър въпрос, който задавате. И много хора се питат по този начин. Но Захариева в нейните явни настъпи кажува дека она не негира македонскиот идентитет и наспротив, кажува дека нема проблем со тоа. И не само она, и Каракачанов тоа го велат,
они се бават сега со надворешната политика према Македонија. Ама Бугарија треба да гледа напред, треба да иде напред и да мисли дека нашите ставове не се баш многу добро примljeni од нашите колеги во Европската Унија и треба Бугарија да направи некаков пробив, нешто да направи клучно, да искорачи од таа ситуација во која се наоѓа, која многу од нашите партнери не ни разбират и тоа треба добро да се види тука во Софија. Николај, ме интересира што стана со вакцините од Бугарија како знак на пријателство. Прими го председателот на владата, така е, имаше такво ветување, ама видите како е ситуацијата сега. AstraZeneca каже дека ќе смани бројот на ваксините за Бугарија и одма бугарскиот министер на здравството професор Ангелов напиша едно велма оштро писмо до производјачот AstraZeneca и те најавиха дека ќе пуштат оно што се уветили за Бугарија. И јас се надевам дека во еден момент ќе се појави достаточен број ваксини и ќе има. Требаше Бугарија да искористи тоа момент, да направи така како направи и Србија, да покаже како се тоа прави тука нашите добросуседски одношенија. Бугарија испушти таа прилика, можеше да се направи тоа и се надевам дека ќе направи, може малце да доцни тоа, ама во некав момент тоа ќе биде. И јас се надевам дека Бугарија ќе испорачи ваксини за Република Северна Македонија. Уште повеќе тука се работи за наша најблиска земја на Балканот и ако и премиерот е ветел дека ќе има, јас се надевам дека ќе има, ама може малци и да доцне. Тоа е проблемот, дека и ние не добиеме сите бројки кои треба да добие Бугарија и кај нас доцнат и за тоа има тоа проблем сега кај нас во Бугарија. Добро, колега Крастев, јас ви благодарам за овој разговор.